На линија би требало да го имаме Сергеј Зафировски. Сергеј, добро утро. Добро утро, тука сум. Сергеј Зафировски е еден од клучните луѓе во агенцијата Insider ID. Тој беше во нашето студио пред 10 дена или 2 недели, Сергеј, јас веќе и не памтам. Тогаш разговаравме за одредени трговски и бидејќи вие сте организација која се занимава со одблиско следење на економските и трговските, особено развојни тенденции на македонскиот пазар. А завчера излеговте со една нова анализа за тоа дали COVID-19 епидемијата е можност или бариера за економиите во развој. Па Сергеј, веднаш да прашам, кои се какво враќање на економиите во нормала можеме да очекуваме? Ќе биде тоа блокада или шанса? Што ќе се случува сега понатаму? Што покажуваат вашите анализи? Вака, јас не сум макроекономист, но направивме на краток вовед, да кажам, на каков начин би можела да се врати економијата во нормала. И генерално според тоа што го гледаме во однос на зголемување на невработеноста не само во Македонија, туку и надвор од Македонија и намалување на целата економска активност, можеме да го имаме она што го викаат враќање на економијата како латинско ел, кај што ќе имаме трајање на кризата уште неколку месеци, кај што ќе влезе економијата во рецесија и потоа ќе почне споро враќање, да кажам, на нормалните економски активности. Според нас економската криза допрва треба да се појави, односно со завршувањето на самата здравствена криза, предизвикана од самиот вирус, нема да прекине и економската. Економската ќе следува по здравствената. Што ќе бидат главните трендови во таа смисла? Па ние проектиравме околу 9 трендови што ќе ги има во Македонија, кои што пред се главниот тренд е дека ќе се изведат сите системски недоследности како во државниот систем, така и во самите компании. И сега ние, бидејќи сме бизнис агенција и правиме истражување најмногу во бизнисот, направивме една анализа што тоа всушност значи за компаниите. Бидејќи според нас проблемот никогаш не може да се бара во другиот, туку може да се бара во самиот себе си. Ако ти во една криза, поготово со времетрајање од месец-два, веднаш имаш проблем во работењето, не може да е проблемот во државата, проблемот би требало да е тебе самиот. Добро, ама сепак се работи за еден екстерен фактор како што е пандемијава, кој што нанесува големи последици врз бизнисот без разлика дури и колку успешно е компанијата организирана. Што е она што интерно компаниите може да го направат? Апсолутно, мислам, факторот е екстерен, затоа се вика и криза. Мислам, не, знаете како, треба да разбереме сите дека да беше ова очекувана ситуација и дека ако требаше да искочиме како победници без никаков ризик, да кажам, од ситуацијата, тоа немаше да се вика криза. Ќе се викаше некако другачи. А зашто викам дека компаниите не би требало и во себе си да ја бараат грешката? Заради тоа што нормално е една компанија да има некакво кризно сценарио кај што се случува нешто вакво и едноставно вие мора да имате план да компанијата ви функционира без проблем. Не, просто ќе земеме нашата фирма како пример. Ако земеме дека 6 месеци секогаш се проектира дека една фирма треба да дојде до прак на рентабилност, значи ние во секој момент на сметка би требало да имаме пари за 6 месеци за да можеме да ги издржиме тие 6 месеци и да дојде таква криза. Тоа предпоставувам дека може би 2-3% од компаниите во Македонија го имаат, 98% веројатно не го имаат. Никој не се подготвува да може да издржи однапред криза од 6 месеци. Апсолутно, но тоа е од друга страна проблем, но заради тоа викаме и можност за иднина. Ако во моментов не имаме прилика да видиме еден комплетен рестарт на светската економија, не само на македонската. Поради тоа викаме дека ова е можност. Доколку ги извадиме во моментов сега системските проблеми, како во самите компании, така и во државата, и државата нормално има бајаги проблеми, не е еден, ќе можеме да се насочиме кон нивно решавање. Ако можеме да ги решиме, и тоа брзо да ги решиме, ќе бидеме во предност во однос на другите. Сега, зашто допред некое време сите ме прашуваат, ова не може да се реши дека е во 80% во компаниите. Да, така е, не викам дека не е во 80%, но
Во моментот сме ставени пред еден тест кај што цела светска економија, поготово западниве од тоа што можеме да го видиме, прават толкави промени во работењето, што ако ние во моментот не фатиме барем мал чекор, ние ќе живееме со диносаурусите за некој време. Вчера некој ме подсети на една прочуена изјава на Майк Тајсон, кој што има кажано дека сите имаат стратегија за борба која што завршува после првиот удар во вилицата. Целата стратегија се распаѓа од како првиот аперкат ќе го добиеш. Што е она, компаниите бараат финансиска помош. Дали е само финансиската помош она што ќе им помогне? Или во вашата анализа предвидувате, предлагате и други работи, Сергеј? Вака, значи, финансиската помош е убава, да, апсолутно е од значај на краток рок, но тоа не го решава главниот проблем на фирмите. Ако вас ви треба финанска помош, нормално на сите ни треба, секогаш, и кога нема криза ни треба финанска помош, но финансиската помош само во моментот го премостува, да кажем, на некој начин моменталниот проблем, но не го решава круцијалниот, а тоа е функционирањето на компаниите и функционирањето на државата во целина. Ако вие имате, како што кажав пред малку, 80% проблем во управувањето на компаниите, со решавањето на интерниот проблем во компаниите, вие ќе имате и макроекономски прогрес. Заради тоа, моменталната финансиска помош не значи дека ќе го реши круцијалниот, ако вие не го решите проблемот интерно во фирмите и интерно во системите на државата, џабе ги пробате парите во моментот. Insider ID се занимава именно со следење на некои од тие интерни проблеми по компаниите. Што се, да речеме, трите приоритетни проблеми што во компаниите ги забележувате како најголем проблем? Прво и најосновно е дека во компаниите не постои систем, професионален систем на управување. На крајот од денот компаниите се за тоа основани. Значи да имаме професионално управување, едноставно да има планови, проекти, буџети и така натаму. Колку од фирмите во Македонија го имаат, тој самите знаеме. Вториот сегмент е управувањето со финансиите. Зашто кажав на почетокот дека ако за месец дена е проблем криза, замислете да има подугачка криза. Едноставно финансиите што ги имаат компаниите најчесто се користат и за компаниски цели и за приватни цели. Едноставно во Македонија, па не само во Македонија, може да се каже во регионот и во светот, постои многу мала линија помеѓу тоа што е приватно средство, што е компаниско. Едноставно тоа не може да биде така. Вие компанијата работите за компанијата да функционира. Вие да сте собственици, газди, менаџери и така натаму. Но парите ги земате исклучиво доколку нешто остане на крајот, а не прво се исполнуваат приватните цели и после тоа службените. И третата работа е што едноставно нема никакво здружување помеѓу компаниите во Македонија, што всушност и целата анализа кон тоа не е насочена дека е потребно креирање на кластери и на конзорциуми за да се надмине кризава и за да можеме да искористиме максимумот од тоа што во моментот таа го нуди. Сергеј Зафировски, благодарам за оваа джепна анализа на проблемите на македонските компании и нивната организацијска поставеност. Како што и државата ќе излекува полки, може би ова ќе биде шанса и барем за оние што се посериозни и поамбициозни во своите компании да проанализираат наназад ретроспективно и интроспективно што е она што им нанело штета, што е она што ги направило посилни за да ја издржат оваа криза која може би допрва ќе почне, а не дека ќе заврши. Благодарам, Сергеј. Да кажам само дека може било кој од слушателите да се приклучи кај нас на нашата веб страна insider.mk, може да преземе бесплатна анализата. Бидејќи сметаме дека така може да влијаеме на компаниите нешто да направат. Така е, да се подигне свеста, затоа конечно и го правиме овој разговор. Сергеј Зафировски од Insider ID, благодарам за вклучувањето.